Рекорден број на нови дојави за бомби. Под закана за прв пат и приватни објекти. Денеска по електронска пошта дојави за поставени експлозивни направи имаше во трговските центри Eastgate и Бисер, стамбено-деловниот комплекс Flatiron во Кисела Вода, Централната железничка станица, 7 училишта, а за прв пат и во полициската станица Беково центар. Антитерористичките единици на МВР евакуираа ученици од училиштата, но и вработени во трговските центри. Граѓаните беа вознемирени. Што побрзо, аман дума ќе пукне бомбата, така некако. Вие во колку време имаше ли паника? Одма ли го напуштите? Не, панича повеќе обезбедувањата него ние. Во 10 нормално отворивме и одеднаш на молот почнаа да викаат, се молат сите вработени, сите посетители да го напуштат молот. Ни кажа да излеземе и излеговме толку. Имаше ли паника за време на излезот? Немаше паника. Ви кажа дека станува збор за бомба? Да. Да. Да, брзо се евакуираше. Да, имаше ли многу паника? Не, Не. не. И што ви рекоа? Како ви посочи? Ништо, само да искочиме од молот. Не ви кажа дека станува збор за дојав за бомба? Не, не. Само ни рекоа да излеземе од молот. Деталните проверки повторно утврдиле дека станува збор за лажна дојава за бомби. Од МВР ова и официјално го потврдија. Сепак и натаму нема информации за тоа од каде и од кого пристигнуваат дојавите кои создаваат страв и вознемиреност во јавноста. Ова е втор пат неделава македонски институции и јавни објекти да бидат под закана за поставени бомби, откако во вторникот антитерористички единици ја чешлаа Народната банка и 9 училишта. Целиот хаос трае повеќе од 1 месец, но надлежните се уште се без решение за проблемот.